Во галеријата на Домот на културата Иван Мазов Климе синоќа се одржа четвртото издание на меморијалната манифестација Пријателите за Ристо. Оваа меморијална манифестација е посветена на еден од најголемите кавадаречки македонски ликовни уметници Ристо Соколов. Сокол, кој прерано почина 2015 година. Тој има многу пријатели кои синоќа беа во галеријата на домот со цел да бидат барем дел кратко време со сеќавањето за него. За Соколовиот живот и другарување не потсетија Александар Малников, директор на Домот на културата и добар пријател на Ристо, Маријан Тодоровски од Домот на културата исто така голем пријател на Ристо Соколов Сокол, а од Англија со видео порака за животот со Ристо Соколов се јави Алпида Хадживасилева, кавадаречки и македонски и светски уметник, една од нашите најекспонирани уметници кои живеат и работат надвор од Македонија, инаку дете на кавадарци, дете на кавадаречката чаршија, а која не представуваше како држава на Венецијанското биенале. Со одбрани искрени зборови на присутните им се обрати и академскиот сликар Трајче Јованов, ученик на Соколов, кој низ моменти од дружењето не потсети каков обичен човек беше Ристо, а во исто време каква уметничка душа беше тој. На денот на раѓањето на големиот уметник и човек, неговите долгогодишни пријатели, соработници и соборци, со избор на дело од неговиот последен работен циклус, со видеоматеријал од неговиот живот и творење и со музички перформанс на одличните Jazz All Night Trio, се потсетивме на еден величествен уметнички животен пат во чест на човекот кој и беше и пријател и соработник, а во исто време и голем човек. Организатор на меморијалната манифестација Пријателите за Ристо 2019 е на Сдруженијето за алтернативна култура Алтер центар Кавадарци, а во чии рамки работи неформалната група уметници Сокол Арт, а во соработка со Домот на културата Иван Мазов Климе од Кавадарци. Се дружиме на еден најемотивен, најквалитетен, позитивен и не знам како уште да се изразам начин. Вечерва ќе ја почнам баш со една таква реченица. Едноставно, така ми дојде, така почувствувам. Само Ристо можеше и може да го направи ова. Да направи спој од една таква енергија, една таква структура на луѓе, пред се уметници од секоја област на уметноста. Значи, джезиравме како вовет на вечерда. Тука сме присутни од сите уметнички под бранши, би рекол. По четврти пат сме тука собрани пријателите на Ристо. Јас имам една прекрасна, искрено вака прекрасна задача. Колку емотивна и тажна со нешто сета, тоа е наше индивидуално на тие луѓе, неколку или малку повеќе кои што бевме блиски. Меѓутоа, задачата моја двојна, една како домаќин, бидејќи наставно се случува во градската галерија на Домот на културата Иван Мазов Климе, во соработка со Сокол Арт, како невладина уметничка организација или уметничко студио, а всушност двојноста е таа дека Сокол Арт без Ристо, односно со Ристо вечерва, сме петмина, а без Ристо сме јас, Маријан Тодоровски, Билјана Соколова Тодоровска, Трајче Јованов и Дејана Страто, да го видам. Со тоа не е заокружено действувањето на Сокол Арт, кој што е организатор, значи реков, Домот на културата е само домаќин вечерва, организатор е Сокол Арт, бидејќи освен тие четворица што сме вечерва присутни на оваа четврта годишница од дружењето, од одбележувањето по тој повод што Ристо не е со нас,
ги има многу. Музичари, ликовни уметници, актери, сограѓани, спортисти, љубители на уметноста, од секоја област гледам тука луѓе. И почнав и тука завршувам, нема воопшто да доđem. Ваков спој можеше и еве се уште може само Ристо Соколов Сокол да направи, барем во нашиот град. Би започнал вака. Гледам овде се сите кои можеле да бидат присутни. Сите долгогодишни пријатели, соработници и особено важно соборци на Ристо Соколов Сокол. Меѓу другите Јадран Манчев, неговиот и наш јајо, Александар Малинков, неговиот тацо, Бијана Соколова, неговата внука, уметник, Дејан Астратов Мелов, неговиот деки, за нас се уште малиот Трајче Јованов, неговиот можеби последен голем ученик, неговото тале, Тони Коцев, братучедот, Ванчо Кеков, колега по многу нешта. Тука е неговото семејство, тука се Мицка и Џоко Наумчеви, негови пријатели и поддржувачи. Тука се многумина, се извинувам од се срце, ако некого не спомнам, но стварно се многумина оние кои му беа блиски на Ристо. Тука се и многу други, тука сте сите вие, почитувани пријатели, кои макар во еден мал дел сте биле дел од животот на Рики. Ете, 16 април е оваа година, по четврти пат ја тераме меморијалната манифестација Пријателите за Ристо. Добро вечер од мене. Ви благодарам, почитувани пријатели, што сте овде. Кога во 2016 година за прв пат се решиме да ја тераме оваа манифестација онака ранати од заминувањето на Рики во неговото Астрато, не планиравме ништо. Ниту традиција, ниту јубилеи, ама баш ништо. Еве на денес, овде во галеријата при Домот на културата Иван Мазов Климе Кавадарци, со одбран дел од дела на Ристо Соколов Сокол, од неговиот последен и исклучителен работен циклус, своевиден уметнички тестамент, дела со страшна порака до сите нас, кој тој го нарече некогаш и денес. Еве ме, се уште сум овде, како да вели од некаде, каде и да е, затоа што се уште овде, ма сигурен сум дека и тука негде оваа вечер, можеби од некаде ќе се појави од и нели тоа е Ристо, култниот уметник и поем, уметнички хроничар на Кавадарци, ете го има на речи си секој чош во градот, ама некако не сум сигурен дека приказната за оваа вечер би била потполна ако не би го раскажам нашиот последен разговор од пред некој ден. Преточен во стихови кои само од себе се нарече Мојот трезен диалог со Ристо Соколов Сокол. Нашите драги пријатели од Jazz All Night Trio ќе ми направат чест ако тивко ме следат додека читам оваа песна. Мојот трезен диалог со Ристо Соколов Сокол. Рики, да се видиме, да се напиеме, да се насмееме, до долго во ноќта да расправаме за уметноста и сличните радости кои не определија. Понекогаш не треска од земја, понекогаш возвишени и опиени од раскошот на секојдневната енергија преточена во убавина. Да поприкажеме блузеро, за да се сетиме на кога денес ќе биде некогаш, на зборовите кои ги нареди во твоите песни, во музиката која инспирираше во Сокол Арт, која анимираше на изложбите, каде уживав со добрите луѓе кои се почастија со мојата уметност која ми ја галеа душата. Одам јас, Рики, да спремам еден од твоите родеденни. Се ближи та на првиот ние да частеме, одбравме твое место со твои луѓе, ќе те чекаме. Оти патот долг, оддалеку, додека ја наполниш ташната со бои, четки и некои ситни мали задоволства и изненадување за сите кои ќе наздравиме на 16 април. Ете ме само нешто да завршам блузеру, да викнам такси,
па да се напијам од вашата желба и зборови кои се уште пламтат, дури посилно од последниот пат, не дека многу ќе се задржам, имам слика за правење, имам градови за признување, имам празници за славење, ама на Великден, ете ме, отинели втор роден ден, а вие сите овде, прибрани од целиот свет, да заедно да запловиме низ брановите на незаборавот. Ти спреми музика, оти јас сум човекот изненадување, а вие мои, се нешто што ќе ви текне, ете, тоа сте ми. За Ристо Соколов Сокол. Благодарам. Благодарам од се срце. Уште еднаш да ви кажам, големо благодарам што сте овде ова вечер и пред да спомнам уште еден голем уметник, чии дела се овде вечерва заедно со сликите на Ристо, да кажам една многу важна работа која што и пред тоа беше напомната, дека ова меморијална манифестација е организирана од Сдруженијето за алтернативна култура Алтар центар Кавадарци, здружение кое одржува вербата во градскиот живот, здружение кое барем засега ги организира исклучителни настани кои не се само традиција, туку и дел од градското урбано живење. Ете, Ристо Соколов беше еден од основачите на Алтар центар. Во Алтар центар, како што спомна Ацо пред малку, го внесе својот Сокол арт, од култно градско место и негово отворено уметничко ателје до денес афирмирана неформална група уметници. Се разбира како дела од Алтар центар. А уметникот станува збор за Елбида Хаджи Василева. Дете, буквално на Кавдаречката чаршија. Уште едно дете од поубавата страна на Кавдаречката приказна. Вечерва и наредните денови овде се фотографија од еден од незините светски перформанси и уметнички интервенции во простор, познати широм Европа и светот. Зошто? Затоа што Елпида е еден од уметниците кои работеа и соработуваа со Рики, затоа што е едно од ретките кои до ден денес останаа со уметноста, затоа што е единствена со незините 4 учества на Венецијанското биенале, од кој еднаш како представник на Македонија, затоа што пред се и над се е една од личностите кои со Рики меѓусобно се почитуваат. Затоа што оваа манифестација, освен уметноста на Рики, ја представува и уметноста на неговите соработници и пријатели. Лани тоа беше Билјана Соколова Тодоровска со незините уметнички фотографии, ова година е Елбида Хаджибасирова. Што представуваат фотографиите кои се таму изложени оваа вечер? Представуваат приказ на нејзино уметничко дело The Connection, конекција од 1995 година, поставена во еден од најпознатите паркови кои се занимаваат со такви работи, паркот на скулптурата во Јоркшир, Велика Британија. Како што таа самата ќе рече, елаборација на корења, каде што две дрва се поврзани и конектирани, и преку нив прикажано како подземниот свет е целосно конектиран меѓу себе. Со ова е се кажано. Имаме снимено јавување на Елпида специјално за оваа манифестација, малку емотивно, но многу убаво. Би ве замолил заедно да го погледнеме и да го слушнеме на видеообимот таму кој што е позади нас. Se nadam дека имате убава вечер. Жал ми е што не можам да бидам лично со вас, а уште повечко ми е жал што исто не е со нас. Но исто беше мој пријател, соработник, но како прво еден учител кој ме исправи и упати на еден пат. Ние долго време работевме заедно. Јас се вратив од Нови Сад во 1990 и па скоро 2 години исто ме спремаше за на факултет, за приемни испит на Ликовна академија. Упорно покушаваше да ми објасне некои работи, како да го чувствуваш просторот, како да било кој објект испред себе да го посматраш, да можеш тоа да го нацрташ, таа пуста перспектива која со месеци и месеци ме исправаше.
Poslednji pat se vidio so isto u 2013. godina, to je već беше болен и ние седевме на моята тераса повторно во моето студио, каде што јас спремав изложбата за Венецијското биенале. И тоа беа некои наши последни моменти. Јас не знаев тогаш дека ќе бидат последни моменти, но сега ми е јасно. Жал ми е што не успео да се видам со исто во последните 2 години, но исто драго ми е што ќе остане во моите сеќавања онаков како што си го знаев, весел, дарежлив и голем боемист, со огромна љубов кон уметноста. Чак во неговите последни денови тој упорно покушаваше да направи нешто од своето творештво кое ќе остане за секогаш голем дел на вековната уметност. Почивај во мир исто, ни недостасуваш на сите. Би продолжи понатаму, не многу долго, што имаме друго вечерва. Имаме изворетна музичка поддршка на Jazz All Night Trio, позади мене овде. Еден аплауз за нив. Благодарно што се ова вечер овде. Се наоѓаме, како што реков, меѓу делата на циклусот Некогаш и денес, инаку премиерно беше поставена, како што спомна Јацо и јас пред тоа, во уметничкото студио Сокол Арт. Тоа беше досега единствен алтернативен и слободен уметнички простор кој за жал повеќе не се повтори во нашиот град. Се друго што е овде вечерва е всушност заедничко со нас и со него 16 април 2019. И за крај, вчера беше Светски ден на уметноста, вчера изгоре за жал Нотр-Дам. Ете, затоа сме денес овде, во слава на Ристо, но и во слава на уметноста и во слава на незаборавот. Толку од мене му препуштам на кратко микрофонот на академскиот ликовен уметник Трајче Јованов да сподели со нас мал дел од неговото ликовно и човечко патување со неговиот учител и соработник. Од името на Сокол Арт, од името на алтернативниот културен центар, Алтер центар, мислев дека нема да има потреба да читам денес, мислев дека нема да имам трема, напротив, имам некоја блага трема всушност. И да, имам спремано едно текстче, кое ќе мора малце да го прочитам, че извините за тоа, али тоа е тоа, емоцијата. Сепак Ристо ми беше не само учител, не само пријател. Со Ристо бев као со втора фамилија, заедно со Сокол Арт. Да не ве чуде тоа што и покрај разликата у годините, че раскажувам јас за Реки, пошто, како што спомнав, сепак бев негов ученик. Првите чекори ги почнав баш тука, токму, на 10 метра од моменталното место, во поранешните простори на Друштвото на ликовни уметници од Кавадарци. Тогаш беше актуелен председател, али за тоа некоја друга прилика. Ако мене не ми верувате за Ристо, како бил, може слободно да ги прашате, овде се неговите соработници. И барем минимум 10 колеги кои може да потврдат дека Ристо беше единствен. Не знам дали знаете како е да се добие креда во глава, додека сте на час. И јас знам, пошто додека ме учеш за уметноста, јас со умот летав на кај девојките во тоа време. И да, добив баш по глава. Добро ме научила. Друго сеќавање што е многу актуелно, вака што ми се враќа, е баш за студиото Сокол Арт. Актуелното студио тогашно. Иако сега се уште функционира, може би како не физички Рики е со нас, али Марену баба кажа, Ристо е со нас цело време. Ристо е околу нас. Каде да погледнеме, Ристо го гледаме.
Кого и да го прашате од неговите соработници, Ристо живее преку него, преку мене, преку Маријан, преку Биби, преку Александар Малинков, преку Дејан, преку соработниците, Ванчо Кеков, Тони Коцев, Зоран Станоев Дейзи и многу други, преку неговата фамилија. И се извинувам ако некој заборавив. Да, слободно може да прашате. Беше фантастично искуство да се работи ден и ноќ покрај Рики. Покрај таков голем уметник. Да учиш, доста искуство. Да научиме како да го живееме пристојно животот. Да, знаев често да заглавам со него во Сокол Арт. Знаев да му помагам. Му бев како десна рака, асистент. Додека јас бев измацан со кал, со Ристо. Биби знаеше како сега исто да не фотографира. Маријан знаеше да ја искористи таа можна историја да напише некоја добра песна. Малинков знаеше од време на време, че дојде, ќе не пира, че не дзирне. Да, тука сте. Тоа е, само на кратко, мора да брзам, се враќам. Тука сум пак. Функционираме како фамилија и се уште функционираме. Од Ристо не научив само како да цртам, како да сликам. Од Ристо научив како да бидам човек. Покрај сите препреки денеска, покрај сите негативности околу нас, Ристо ме научи како да абсорбирам негативната енергија. Да, али не и да ја делам, не да ја шерувам. Напротив, делам само позитивна енергија. И покрај сите препреки. Ако сакате да биете човек пред се, ве молам, земете го Рики за пример. Ви благодарам многу. Ова не беше класично, ова не е изложба, вака може малце да измалтретираме со разговор, али денес е ден за Ристо.